Добре дојдовте во новата епизода на подкаст Драг со доктор Марина. Вечерва ќе разговараме за раното откривање, диагностика и третмани на карциномите на коска. Вечерва со нас се специјалист доктор Маја Иванова, онколог радиотерапевт од клиниката за онкологија и радиотерапија и доцент Душко Лукарски, исто од клиника за онкологија и радиотерапија, професор доктор Милан Самарџевски и доктор Теодора Тодорова од клиника за ортопедски болести, оддел за мускулно-скелетна онкологија. Добре дојдовте. Добре. Ке започнам со доктор Маја, за дали ќе може нешто малку да ни објасни за карциномите на коска, за честиноста во нашата држава, диагностиката и третманот. Прво, благодарам колешки за поканата, за гостување на вечерашнава емисија. Па сега би продолжила со поставеното прашање. Вака, карциномите на коска се ретки малигни заболувања во однос на целокупните малигноми на човечкото тело. Зафаќаат околу 1% од сите малигни заболувања. Ретки, но специфични, бидејќи ја опфаќаат и детската возраст, за разлика од другите малигноми, кај кои што се очекува појава веќе во подоснешните возрасти кај човекот. Затоа и лекувањето е многу комплексно. Од најчесто појавуваните коскини карциноми се остеосарком и Јуинг сарком, поредко хондросарком и гигантоклеточен тумор. Како што кажав, лекувањето е комплексно и потребно е мултидисциплинарно лекување. Што тоа значи? Тоа значи дека во едно лекување се опфаќаат повеќе медицински гранки, како на пример радиологија, патологија, ортопедиве се клучни исто така, понатаму ние онколозиве со системски и радиотерапевски третман. За диагностика на овие болести, карциноми, прво што треба да се направи еден матичен лекар, нели, што треба да направи кога некој би се пожалил на болка во одреден дел од коската, која што најчесто се потенцира ноќно време, но некогаш може и да нема болка, туку да има само туморозна формација на одреден дел од коската. Матичниот лекар би требало да направи иницијално рентген на тој дел од коската, па понатаму да се направи магнетна коска и на крај патохистолошка диагноза, која што може да се изведе со кор биопсија или со отворена биопсија. Така, само ќе те прекинам за секунда. Значи, од матичен лекар кој ќе направат пациентите рентген, матичниот ги упатува директно на ортопед. Така? На специјалист. И ако се сомнева за малигном, воопшто за тумор на коска, треба да биде на соодветен ортопед кој што има соодветно искуство со таа област или со таа работа. Меѓутоа, било кој ортопед е доволно информиран за основните испитувања да ги направи, значи компјутер, магнет, скен на скелет исто така неопходно да се направи и да се знае дека е тимово прашање во диагностиката и во третманот, дека мултидисциплинарно се решава и на крај, пред воопшто да се прави биопсија и понатаму, не е лошо, ние имаме конзилиум за мускулоскелетни тумори, кои што секој се го сочинува, го сочинуваат, значи ортопедите кај нас фактички се води тоа, меѓутоа го сочинуваат онколози, патолози, радиолози, радиотерапевти и онколози. Имаме тука физичари, влегуваат во посебни услови, посебно ги почитуваме нив, васкуларни хирурзи, торакални, абдоминални, значи воопшто многу повеќе во зависно од секој проблем, од секој пациент, имаме многу вклучени тоа и тоа е тим кој што делува за да се не се пропуштат работите, а за секој од овие проблеми има посебен протокол кој што е пропишан со нашите друштва за работа, медицински друштва, меѓутоа и со закон до последно време. Но постои обврски кои што се одбедуваат и тоа треба секој. За тоа фактички заслужат и специјализациите, и субспецијализациите, да луѓето си ги знаат чекорите кои што треба да ги прават понатаму за третманот, во диагностиката и третманот на овие многу сериозни заболувања, а ретки. Така. Те прекинавме од биопсијата. За биопсијата застанахме. Кога веќе ќе се реализира биопсија, имаме патохистолошки наод, например остеосарком. Така. Ако е среден и висок градус, понатаму ортопедиве ја поставува диагнозата со отворена биопсија или кор биопсија, ги препраќаат кај нас за неадјувантна хемотерапија, односно предоперативна хемотерапија. 3 циклуси се оди со таа хемотерапија, се со цел да се намали можноста за системско проширување на болеста во однос на далечни метастази. Понатаму
пациентот го враќаме повторно на клиниката за ортопедски болести, кај нашиот тим овде, да се реализира оперативниот зафат, и кога ќе се реализира оперативниот зафат, понатаму пациентот пак се враќа кај нас за продолжување со системска терапија. Во одредени случаи вклучуваме и радиотерапија. Тоа се случува кога има специфична локализација самата болест, односно кога не може во целост да биде извадена, да не може во целост да биде изваден туморот, па тогаш треба да се надоврземе и со радиотерапија. Професоре, кај нас во Македонија прв пат се изведе една процедура. Тоа е реимплантација на коска. Ке може ли малку повеќе околу тоа да ни кажете, еве со Теодора? Сите учествувавте така. Ние сите учествувавме во диагностиката, припремата, хируршкиот тим бевме од ортопедска клиника и од клиниката за детска хирургија, кој што ни помогна во реимплантацијата на коската. Значи, тоа е една метода која што ние сме слушнали, сме се виделе со неа, тие што работиме во област, уште 90-тите години, мислам дека Јапонија прва ја започна. Меѓутоа, тоа беше толку контраверзна, да речем. Зимате коска со тумор, подисчистувате туморот, го зрачите тоа и го враќате назад во еден акт. Во еден акт, тоа се, значи во тие неколку 2-3-4 часа докато тоа детето под анестезија или пациентот под анестезија, тоа. Меѓутоа под влијание на нашите млади колеги, особено доктор Тодора, кој што се врати од специализација, да речем, специјален престој во Австрија, под нејзино влијание ние се обидовме да на еден пациент па на уште еден. И не е лошо она да каже два збора за тоа. Може. Значи, Може. Еве искуството може во Австрија да го каже слободно. Ова идеја би сакала да кажам дека дојдовме сосема спонтано на еден од нашите состаноци. Веќе имавме ние идејата како таква во глава, само се чекаше нели пациент соодветен за да може да се реализира. Станува збор за една широко применета, широко распространета метода во полето на ортопедската онкологија, особено застапена во земјите, да речем, кои што се посиромашни, како што во случајове... Богатите земји име некако тоа, не знам, некако дури во Австрија имаат многу малку искуство со метода. Меѓутоа, начинот и ефектите и влијанието на младите беше да направим таа. Воглавно, најголема примена наоѓа кај деца и кај адолесценти, кога ќе земеме во предвид дека примарните малигни коскени тумори се најчести во таа возраст. И сега главниот проблем со кој што ние се соочуваме како хирурзи е што после отстранувањето на туморот од коската. Пред се прво да се извади тој тумор во здраво. После по самото вадење на туморот, што ќе направиме ние со тој дефект? Како ќе ги затвориме ние коската, мускулите, па и кожата, заради тоа што сето тоа е пропратено со една висока стапка на компликации. Во предвид, кога зборуваме за реконструкција, доаѓаат од ендопротетика, различни типови на протези до коскени графтови. Најдобро за самиот пациент е кога графтот се користи, значи од истиот, од него самиот. Пресадок во конкретниот, пресадок. Во случајов користиме, значи, коска која што била на самото тоа место, анатомски се совпаѓа со самиот дефект, шансите организмот да ја отвори се минимални или да развие, да речам, лошо зараснување, некоја инфекција и така натаму. Самата техника се состои во тоа што отстранувањето на туморот и сечењето на коската за нас не е проблем, заради тоа што тоа е рутинска процедура на нашата клиника. Би рекла дека главниот предизвик беше за колегите од онкологија, специјалистите по нуклеарна медицинска физика, од наша страна како безбедно да се транспортира коската до кај нив, стерилно, за да не се загади нели со бактерии и други агенси, потоа да се озрачи на клиниката за онкологија и повторно да се врати кај нас, пошто коската нели се фиксира. И тоа е предноста на оваа метода. Во светот од прилика минимум 14 часа траеле до сега операциите. Ние успеавме нашето време траење на оперативната интервенција да биде 6 часа. Би кажала за овде првата пациентка беше девојче на 15 годишна возраст, а втората пациентка беше на тумор на надлактица. Во основа и двата случаи беа Ewing саркома, или тоа е малиген коскен тумор, типичен за оваа возраст. И вториот случај беше 8 годишна пациентка со тумор на надколеницата. И повторно, значи, импозантен е фактот прво да работите со толку мотивирани колеги,
сите да бидете усогласени за сето тоа да се одвива безпрекорно. И ретко кога во медиумите или се зборува за секој детал од оперативната интервенција, ретко кој е свесен колку секој член на тој тим е битен, заради тоа што еден од нив да потврди, сакав сите се собереме, нема таа оперативна интервенција да биде успешна. Генерално двете оперативни интервенции поминаа без компликации, пациентките се Уште добри. ги следиме, се одлични, немаат болест, немаат прогрес на болест. Имаат зачудувачки добри движења, што е збунувачки, а коската е радиографски зарасната, што ви не очекувате од пресадок од кадавер или од нешто да видите. Буквално како собствена коска. Меѓутоа, ја мислам треба да дадеме клати збора на нашите биофизичари да објасни. Што е проблем кога работите? Вие ќе го извадите тој тумор и коска и го давате таму некаде и они треба да бидат сигурни дека ќе ги убијат туморот, а коската останува употреблива. Во резимето на нашиот дел со оперативната интервенција, особено е препорачлива за пациенти кои што се сметаат за високоактивни, како децата и адолесцентите. И целта е колку порано, значи во минатиот период, да спасиш еден екстремитет, значи беше практично невозможно. Меѓутоа, со напредокот воглавно во доменот на онкологијата, радиотерапијата, значи тие процедури, па и самата хирургија со напредокот на самите инструменти, имплантите што ги имаме, значи практично стана возможно да се спаси еден екстремитет и да речеме скоро да се вратат пациентите во функција како и пред самата оперативна интервенција. Инаку пак ќе нагласам и се надевам сега колегата ќе ме дополни, самата оперативна интервенција најголемиот предизвик го носи во самото зрачење, заради тоа што се смета дека од една страна ќе се уништат целосно туморските клетки и ние од наша страна целосно ја соголуваме таа коска, ја чистиме од меките ткива и ја транспортираме до онкологија. Меѓутоа туморот е внатре во коската. Да, се смета дека зрачењето треба да постигне да се уништат преостанатите туморски клетки, дека е невозможно практично да се јави рецидив, барем според досегашните објавени студии, или радиоиндуциран малигнитет, односно тумор предизвикан како последица на зрачењето. Значи се разбира, првата ставка од сето тоа е идејата, од каде што која што дојде од вас е одлична работа за поздравување. Значи, можеби тоа се правело во свет, меѓутоа ете, ние 30 години не сме го правеле, а сега го правиме. Контроверзно е, дели, разбирате, не е така едноставно. Вие вадите и ставате веднаш. Апсолутно, Никош не се правило. Меѓутоа, од друга страна, па шансите за успех се најголеми, пошто тој пациент го вадиме, тој пациент го ставаме, најмала веројатност за отфрлање. Ама сепак, главниот проблем, не проблем, главниот предизвик е организацијата. Значи, требаше некој да не организира сите и да истераме таа работа. Не да ве фалам, меѓутоа не очекувавме час, два, нели транспорт, вие успеавте за 35 минути во двата случаи да завршите. Тоа беше главниот предизвик. Тоа беше главниот предизвик, значи ние моравме да ги организираме. Ние не располагаме со слободни машини. Така што ние моравме да ги организираме пациентите што се секојдневно на клиника за радиотерапија и онкологија, за да се отвори еден прозорец, кој што прозорец моравме да го согласиме заедно со оперативната постапка, одлична комуникација да имаме цело време, за сето тоа да се минимизира во време. И тоа е колку и тривијално да звучи, тоа воопшто не е тривијално. Мислам, Јас сега на прашање ти постам, цело време сакам го постам, се имаме убава прилика, ќе ми дозволите. Најголем предизвик за мене, уствари, дека ќе имаме убиени клетки, а не изгорена во наводници коска. Едно од моите комшини праша, како бе ја зрачите, изгоревте коската? Не сум, нели се... Тоа беше голем предизвик и тука мислам дека ви имавте там рачуници, математика, како да се состои, тоа е посебна. Не е лошо да се од вас збора тука да ми кажеш што да слушате. Па меките ткива се значително поосетливи отколку коската, таму има многу повеќе размножување и така натаму на клетките и коската нема. Човечката коска е така направена да не станува по крта. Ајде да кажем, Јунговиот модул на еластичност не се менува толку со зрачењата. Мислам, така што физиката сама ќе си го направи коската да преживее, а туморот да умре.
Тоа е многу важно, тоа сакам да кажам. Да. Значи, ние имавме на нашите пациенти после 4 до 6 недели зараснување како да обична скршеница. А претходно, кога имате графт или кога имате имплантации други, тоа беше со недели, со месеци практично намалена функција. Децево и младата девојка после 4-та недела има и некакви движења. Знаете, првите операции што ги направиле на експлантација и радиација биле на делот од коската кој што нема зглоб. И таму најчесто се јави саркомат. Фала Богу, и самиот сарком е многу податен за хемотерапија, односно за зрачење, и реагира одлично на таа терапија. Меѓутоа, ние немавме среќа така, имавме 2 случаи кај што имавме зглоб на рамо, зглоб на колк. Замислете, кај 7 годишно дете зглоб на колк. Немам дозвола да се место да прикажам стиките и сето, меѓутоа, девојчето има 90 степени флексија, значи и во колено и во колк, го оптеретува со минимално оптеретува, значи го оптеретува и се движи практично и цело време насмејана без болка. И едната и другата. Еве, последен пат мислам дека Нора видов. Минатава недела дојде, она е уште во тек на хемотерапија, треба да прима со време траење до 1 година, при крај сме со третман, минатиот месец правевме контролни компјутерски томографии, значи болест нема никаде веќе. Сега даваме хемотерапија се со цел да го намалиме процентот на повторно јавување на ризикот, болест. да. И уште нешто да кажеме, значи Теодора донеси малку поинаков пристап кон одредувањето на границите при вадењето на туморот. Ние секојаш имавме некакви контролни, значи ќе го извадите туморот и после тоа од здравите делови, кај што или сомнителни делови, вадите парчиња, ги праќате за контрола дали сте дово здраво. Тоа што туморот секојаш мора да се до здраво. Ако не се изведе дово здраво, секојаш има висок процент на повторување на болеста и многу кратко преживување. Имаме и поинаков, да речем, тродимензионален сега начин на обележување и праќање на нови. Да, интересно дека секогаш бевме и покрај другото што ние вадеме тумор, бевме дово здраво. Тоа е многу важно. Значи наша техника на вадење туморот останува иста, меѓутоа техниката на зрачењето е тоа што ни дава, добивате, па да речем, нормална коска, друг збор нема. Значи имате коска од добиени меки ткива, сумнителни туморски клетки и така натаму, меѓутоа коскените клетки кои што не се толку активни се практично зачувани или не можам да кажам недопрени и после тоа реимплантацијата се активираат и доаѓа до зараснување како да е обична скршеница. И тоа е ингениозната нова идеја која ја направил, јас барав и не успеав да открием кој е првиот автор. Во литературата не постои јас сум првиот. Штета. Инаку знам дека во Индија, во Кина, во Турција стотици случаи годишно се прават на овој начин, поготово да ви кажам, ние се распрашувавме, нашите колеги во Србија и во Хрватска немаат искуство. Јас мислам дека во Словенија има направена некоја операција, меѓутоа на мојот допис да прашам, не дојде одговор така да ќе се ограничам, не знам. Само знам дека во јужниот, западен, источен, како е дел од Балкан, прв пат е направено. Прв пат е направено, отколку што ние не знам. Ја не сакам да се фалиме дека сме први, меѓутоа битно дека ни се успешни работи. Така да е успешно. Не е дека не е ни првата и втората е успешна. Ти знаете како е првата успешна, па втората не е успешна. И втората. Јас сакала да нагласам само дека, значи, овој тип на интервенции, третманот на коскените тумори во принцип, па иде тука ќе ги ставаме мекоткивните тумори, без разлика дали се бенигни или малигни, верувам ќе се сложат и колегите, така е во цел свет, полека тие принципи гледаме и да ги наметнеме тука. Самите оперативни интервенции, диагностиката и третманот треба да се изведува во високо специализирани центри, односно референтни центри од тим на хирурзи што се исклучиво тренирани за таа област, односно зборуваме за највисокото ниво од државата, во случајов тоа е клиниката за онкологија и радиотерапија и клиниката за ортопедски болести со одделот за мускулно-скелетна онкологија. Како би се минимизирала бројката на грешки, би дошле до навремена диагностика, со тоа и навремен третман на онколошките пациенти. Јас би сакал без да отворим сега, може би во тоа разговарам малку. Многу пати го светнуваат терминот сендвич терапија. Не е лошо да објасниме што значи предоперативна, па хирургија, па постоперативна. Со тие термините ги запомнете. Нели, неоадјувантна. Него спомнавме многу важно. Да, неадјувантна е терапија, односно системска хемотерапија во овој случај за коскени тумори, која што се дава пред операција.
и имаме адјувантна хемотерапија која што се дава после операција. И тоа е многу важно да се спроведе, бидејќи само така имаме 60% преживување за над 5 години кај нашиве пациенти. Во случај кога би оделе само за хирургија, 5 годишно преживување веќе се смалува на 20%. 20 и помалку. Да, затоа што знаете како кај нас тоа трае се уште, мислам дека тука не се нафаќаат никој да ја оперира, ќе одам ќе оперирам пациентката право на операција, никој не се обраќа на онколог. Да, тоа сакам за тоа сакам да објаснам. Многу е важно да објасниме зашто се почнува со онколог. Стручен конзилиум, нашиве колеги ортопеди прават отворена биопсија најчесто, земат парче ткиво така како што треба, тоа прецизно, правилно да се изведе, бидејќи тоа не е едноставно само земи парче ткиво. Не, точно се знае како треба тоа ткиво да се изведе. Понатаму веќе кога нашите колеги патолози ќе прегледаат под микроскоп клеткиве, ја поставуваат дијагнозава, иако претходно радиолошки ние веќе имаме сомнеж за како сите ние сме рекле, ориентирани сме дека тоа не лечиво. Но патолозиве ја дават крајната дијагноза и веќе колеги ортопеди го препраќаат пациентот за третман пред операција. За овие нови терапии сега Морате прекинем, извини. Забораваме да кажеме, добар дел од овие тумори се толку малигни, толку лоши, да они фактички уште во првиот момент на дијагностика, прв момент кој се сретна со првиот доктор, веќе имаат 1/3 од нив микрометастази, избегани во бели дробови. Биопсијата, со отварањето тумора, компромис, разнесување на туморот за да добиете материјал кој што ви каже каков тип на тумор и кој степен или кој градус на малигнитет. Затоа е таа неуедна хемотерапија која што практично го намало ризикот од метастазите, далеч метастази и од локалните разнесени. И тоа е процес кој што е многу сериозен. После хирургијата е, нели, во тој сендвич доаѓа хирургијата вика наагресивна, јас да ви кажам многу пати се прашувам кога речат агресивна хирургија. Ако имате 3 циклуси, па после тоа уште 6 циклуси после тоа и со недели и со месеци го лекувате пациентот, ја не знам кој е тука агресивен, а од друга страна хирургот работи 5-6 сати, 2 недели и така. Така да тоа малку релативно. Никој не може. Да, и секој што ги нели ја кажуваат хирургија, меѓутоа тоа е тим кој што не може сам да работи. Хирургот, ако мисли дека може сам да работи, за жал имаме се уште такви колеги кои што и денеска и прават грешки, тргнуваат во не се тоа компромиси. Тоа се не знам, лавина е тоа на глупост. Ако се залета сметајќи дека он како хирург може да направи се. Не. Тоа е процес кој што е многу комплициран, во кој што влегува целен тим и таа сендвич терапија не е одиграч. Па после, кој треба да се зрачи, тоа е една цела наука таму. Па треба да се одредат граници. Позитивниот дел е дека тоа полека, но сигурно драматично се менува. Тумор бордовите, сите тие работи, јас, да речам како човек, повеќе од страна, гледам драматична промена, на подобро. Тоа што порано било, ние можеме сами, веќе е сменато според мене. Веќе тумор бордовите се стандардот, а тие се исклучоци другите. Тоа е апсолутно. Дури ја мислам дека со закон е пропишано да постои тумор бордовите. Меѓутоа има една работа, не знам дали треба да закачиме се тука, ама мора да кажеме. Се уште постојат невидени пропусти во целата оваа наша работа, каде што луѓето, сметајќи дека подобро ќе направат, прескокнуваат чекот. Наместо почнат од наједноставно и најевтино. Од моето странство, тука не сака да ме оперират, никој не се нафаќа, не мисли дека операцијата. Да, е тоа што и ќе изгубат време или пак ќе отидат во странство ќе каже чекате, направите вака кај вас, тоа се прави. И тоа е губење време. А има некои случаи кај што ни странство, ни никој за жал не може да помогне тоа што развојот на туморот или процесот е стигнат на такво ниво каде што ни оперативно, ни неоперативно, за жал, јас само коментирам, туморите ни си понатамо најголемиот проблем, затоа што е немаме причинител да го знаеме, да го стопираме. А тоа се многу фактори. И за тоа, сендвич терапија, што ја кажеме, исто така, неоадјувантна терапија. Значи, имате ви опериран пациент, кој што доживел 4, 5, 6 сати операција, бил лекуван, треба да зараснат рани, и сега почнува повторно со хемотерапија и цитостатици кои ги убиваат клетките. Нивната работа не е така едноставна. Или кога зрачат, треба да озрачат таму кај што се наоѓа туморот,
а не таму каде што не се наветува. И да се заштити околното здраво Тоа, тело. за тоа треба да се тоа да се доди тоа може да подискутираме сме тука. Медицинските физичари се клучна улога во радиотерапијата, јас тоа Извонредно можам да го важно. кажам, Извонредно И тешка сега, работа. Особено во пресметката на доза, во Правилна одржување дистрибуција на дозата. Така. Тоа е Всушност, може малку да објасниш, Да, не е лошо да кажеш два збора. Да, за медицинските Јас физичари сепак малце. би рекол, да. Јас сепак би рекол дека има една друга побитна работа што секогаш се заборава, а тоа е осигурување на квалитет, контролата на квалитет. Значи, нашата прва работа, иако да речем лекарите сметаат дека е планирање, не, планирањето е нашата втора работа. Нашата прва работа е да обезбедиме дека тоа што мислиме дека го зрачиме така. Значи, нашата маргина на грешка, која што на други места е 20-30%, ја нема. Ние имаме маргина на грешка 3 до 5%. Толку, тоа е извонредно строго како маргина на грешки. Затоа ние правиме дневни, неделни, месечни, 6-месечни проверки на целиот систем, за да може кога ќе дојдете вие и ќе кажете сакам толку и толку да ми го зрачиш, ја речам да, еве го, толку и толку ја озрачаме. Еве ги потврдите од денес, од минатата недела, од минатиот месец. Ама не кажеш колку е тоа комплицирано. Зрачењето е безболна работа. Во моментот не ве боли ништо. Точно. А прави оштетување кое што останува и после тоа се случува. на акутни и хронични сакани ефекти. Тоа сакам да кажам дека он тоа секојдневна работа, проблемот е што вие не го чувствувате зрачењето. Точно. И може знаете голема грешка. Колку одговорна таа работа. Зрачењето што грешките се јавуваат, да, се разбира, големи грешки ќе се фатат за месец дена. Ама не, поентата е малите грешки ние да ги намалиме за по 5-10 години. Тоа е поентата. Точно, имаме такви. Така што затоа би рекол, прва задача би било осигурување на квалитетот, која што е задача која што ги засега сите пациенти. А понатаму имаме планирање на третман кој што го засега конкретниот пациент и кој што не е од помало значење, ама е за конкретен пациент. И се разбира, третиот аспект е развојот. Во една радиотераписка установа, развојот, иако е одговорен радиациониот онколог, сепак најмногу паѓа на грбот на физичарот. Така. И тоа си зема време, ресурси, знаење, читање многу и така. Соработка имаме. Апсолутна инфраструктура. Апсолутна инфраструктура. И така што тоа се трите сегменти на медицинскиот физичар како струка во радиотерапија. Имаме и други медицински физичари во радиодиагностика, на нуклеарна медицина, во basic science, во core наука. Тоа се, да речам, 4 гранки што ги има медицинска физика кај нас во Македонија. Ти си доцент. Имаме ли студенти за медицинска физика? Имаме. Да, се интересира тоа, сакам да прашам. Не се толку многу, да речеме, колку што има студенти на медицина. Ама ние сме мала земја, немаме ни толку многу потреба. Така што ние односно ПМФ да продуцира 3 медицински физичари годишно е доволно за нашата земја. Ние немаме потреба од 400 медицински физичари, имаме потреба од 30, а сме 10. Така што тоа е, сакам да кажам, има доволно кадар. Ние, јас сум 20 години на клиника за онкологија, 12 години раководител, низ мои раце се поминати 12 физичари кои што волонтирале, кои што дале години од својот живот, ама не сме ги примиле. Така што се заблагодариме во овој подкаст за све. Да, ким се заблагодариме буквално и ќе изразиме жалење што не останале поради нас. Ама тоа е тоа. Сакам да кажам, не е дека нема физичари. Физичари има. Физичари што се заинтересирани за медицинска физика исто така има, пошто е предизвик. Нашата опрема е милионска со која што работиме, милион евра, не денари. Така што предизвика за секој еден инженер по физика би бил да работи со таа опрема. Прецизноста која што се бара е на ниво на наука, не на ниво на индустрија. Така што тоа е втор предизвик. Работи со многу убави луѓе, трет предизвик и така натаму и така натаму. Така што има заинтересирани, за жал, бидејќи сме многу малку, секојаш не забораваат.
Така што секогаш дури што е, да речам, фалинка на нашето општество, ние сме една од ретките земји каде што медицинските физичари се се уште здравствени соработници. Ние имаме катедра на медицински факултет, имаме специјализација на медицински факултет, а сме се уште здравствени соработници. Тоа сите околу нас го смени, и Хрватска, и Србија, и така натаму. И тоа е еден хендикеп. Мислам, едноставно се чувствуваш како медицински физичар дека те ставаат на некој ти не си со нас. Ама да се надеваме дека тоа ќе се промени. И сето тоа е врзано повторно со бројката. Бидејќи сме малку, го немаме импактот кај оние што донесуваат одлуки. Затоа што политичарите се заинтересирани за гласови. И кога се појави некој политички активен, ќе ви сврши работа и тоа треба се ангажирате од друг. Да, ма физичарите. Ова веќе не одиме во друг Мислам дека спомнавме три пати спомнавме биопсијата, многу малку, мислам треба Теодора ма 2-3 збора да ни каже за тоа. Многу малку спомнавме дека биопсијата може биде одлучувачка мала процедура во третманот на правилниот третман на погресно направи биопсија, целиот процес оди во погрешна смер. Не е лошо. Нели за маргините, за трактор. За биопсија еден тип на интервенција што наведом безазлена и можеби многу луѓе мислат дека кратко може да трае. Иако трае кратко, сепак повторно доаѓаме до моментот дека е многу важно да биде изведена од искусен хирург или веќе почна биопсија да прават интервентните радиолози. Значи едуцирани во областа, зошто е тоа важно да биде повторно од наискусните, по можност од хирургот што ќе прави оперативната интервенција, заради тоа што со самото неправилно земање на биопсија, дури и онколозите да дадат неадјувантна хемотерапија, како што кажа доктор Маја, дури да се зрачи, значи самата процедура за спасување, оперативна интервенција за спасување на екстремитет може да стане невозможна заради тоа така наречено во наводници загадување на дел од значи регион од телото кај што е туморот, кај што воопшто значи не постои тумор. Заради тоа што тие клетки кои што не се видливи со голо око, лесно може да се расеат од еден дел кај што има тумор во друг дел кај што нема тумор и со самото тоа, особено важно за тоа отстранување на тој биоптичен тракт што веќе беше императив и уште е императив кај отворените биопсии. Заедно со колегите членови на Европската асоциација за мускулно-скелетна онкологија и со мојот ментор професорот Самарџиски направивме една студија во однос на широко иглените или така наречените кор биопсии, дали тука кај малигни тумори треба да се отстрани биоптичниот тракт, така да сакала тој аспект да кажам дека значи самата наука, самите студии веќе одат на едно многу друго ниво, на клеточно ниво, така да и техниките на биопсија се заменуваат, иднината оди кон така наречената ликвидна биопсија или преку крвта да се одреди типот на тумор. Не, мора го преведеме или биопсија на течност. Да не разбираме. Каде што не би морала повеќе да се прави отворена биопсија или биопсија со игла за да се добие пример за патохистолошка анализа, туку се смета дека преку таквиот тип на биопсија ќе добиеме ние доволно податоци за туморот и нели во иднина понатаму би се следеле евентуално и ефектите од самата хемотерапија. Затоа што технологијата на модерната генетика и молекуларната биологија возможуваат откривање во течности работи што не мора да земате ткива и ризикот од биопсијата се намали. Тоа е целата таа логика. Меѓутоа, технологијата на секои 3-4 години прави еден напредок понатаму. Ние се обидуваме да го стигнеме, тој трка, ама не секогаш. Во секој случај пред што и да се прави пред самата биопсија треба детална подготовка, добра диагностика на пациентот, реферирање на тој конзилиум за мускулно-скелетни тумори што го има само терциерното ниво, односно универзитетската клиника. Како таква донесување на одлука, значи медицина базирана на докази, препораки од Светската здравствена организација и онколошките здруженија и да се постапи значи соодветно според тие гайдлайнси. Пред дури да се направи, пак ќе нагласам самата биопсија.
Маја, да ни кажеш нешто повеќе за овие новите иновативните лекови? Така. Како што рековме, или хемотерапијата е првото оружје со кое што ние се спротивставуваме конкретно за коскини карциноми. Морам да нагласам дека во онкологијава секој карцином се лекува различно. Многу пати доаѓаат пациенти и ќе речат: мене ми дадоа ова, мене дајте ми имунотерапија, дајте ми таргетерапија, сега дајте ми зрачење. Не. Значи, ние работиме еве на мојот оддел со доктор Игор Стојковски, еве поздрав до него, директорот на клиникава за онкологија, работиме карциноми на кожа, коски и мозок. Сите карциноми од овие три области се лекуваат комплетно различно. Како што кажа, за коскиниве карциноми прво оружје се уште останува хемотерапијата. Кога имаме понатаму стабилна болест, ние завршуваме со хемотерапија и толку. Но не секогаш, за жал, останува приказната таква како што е, нели, со редовно следење на болест. Так. Во многу случаи, по некое време, болеста се враќа повторно. И тоа е проблем во онкологијава. Ке речете, го победив ракот. Во ред, добра таа изјава позитивна себе. Но ракот секогаш може пак да чукне на вратава, пак да се појави. И тоа не е заради неуспешното претходно лекување. Тоа е заради природата на болеста, за жал. Не е причината реално гледано. Може и повторно да е истата причина. Може и после 10 години се појави, и после 5. За жал. Да, за жал. И ние тука имаме веќе понатаму, се спремаме, нели, да имаме второ оружје, трето оружје. Тоа се во медицината се нарекува втора линија терапија, трета линија терапија. Конкретно за коскениве карциноми, веќе во втора линија терапија може да се вклучи друг вид на хемотерапија, бидејќи имаме повеќе врсти на хемотерапија, значи друг врста, но сега целиме и кон овие новиве, иновативни, системски специфични терапии да ги воведиме и кај коскениве карциноми. Затоа е потребно да се направат додатни молекуларни анализи на самото парче тумор и според тие молекуларни анализи, ако дозволуваат, односно ако има одредени мутации, да ги вклучиме дали имунотерапија, дали таргет терапија. Но пак ќе кажам, тоа зависи од самата природа на туморот. И добро е вака да знае јавноста, значи да запамтат дека секој карцином се лекува се повеќе и повеќе индивидуално, според специфични карактеристики на самото ткиво. Често пати прашуваат зашто јас не се зрачам, некој се зрачел. Стварно е проблем и затоа е добро да се разграничи дека првото оружје сепак на коскениве карциноми е хемотерапијата. Мене ми се ави рецидив затоа што не се озрачив, мене не ме озрачија. Не, значи мора да кажеме пациент ориентирана терапија. Буквално ние поединечно секој случај се одредува, се гледа онколозите, посебно исто медицинските овакво физичари, секој пациент си има свои специфики, независно, некои тумори вака, глобално се третира. Секој пациент, не викаме таргет ориентирано, викаме пациент ориентирано третирање. Тоа е најновото сега. Значи специјално поновите инсистираат на тоа. Имаме северојатно обединените опции кај што имаме имунотерапија, да објасниме што е таргет терапија. Ние кажеме таргет целна терапија. Што би значило таргет терапија? Тоа е многу важно. Кога во туморското ткиво се пронаоѓа одредена мутација и таа е специфична за одреден пациент. Сега врз основа на таа мутација науката веќе открила лекови кои што може да ја стопираат, односно да ја таргетираат таа мутација и да се спречи неконтролирано делење на канцер клеткиве. Сега таа таргет терапија, за жал, има одредено време на траење. Значи, стопираме година-две и понатаму туморот создава резистентност кон таа таргет терапија, се премостува и веќе прекинува дејството. За среќа имаме еве кожни карциноми, меланоми, лекуваме со таргет терапија од 2018 и се живи и немаат прогрес, но сепак тоа е индивидуално и е поретко. Почесто е, например, веќе последна година да се премости активноста на таргет терапија и да одиме кон некоја друга линија, ако дозволува општа состојба, ако има втора линија, трета линија, нели, лекување. За разлика од таргет терапијата, пак имунотерапијата е терапија која што го потикнува имуниот систем да ги препознае малигниве клетки, многу често малигниве клетки се кријат од имуниот систем. Имунотерапијата прави имуниот систем ги препозна и почне да се бори самиот имун систем против малигниве клетки. Значи не ги уништува,
туку го поттикнува имуниот систем да се бори против. Меѓутоа не може сите да Но не секогаш сигурно, конкретно за коскениве Да. карциноми мора да има на пример одредени специфичности за да ја прима таа имунотерапија. Се И уште тоа не- поминува на не се- онколошкиот Не, веќе, конзилиум, да. да. Поминува, имаме ни Да. онколошки конзилиум кај нас, Да. што се одржува на клиниката за онкологија, радиотерапија при која што ги дискутираме сите овие системски терапии, нови линии терапии, даваме Се согласност сите договараме, доктори, сите се сето тоа се спроведува на едно највисоко ниво. Но сепак напредокот и во едниот и во другиот случај во однос на пациентот, во однос на продолжување на неговото преживување, во однос на неговиот квалитет на живот е неспоредливо подолго отколку да речеме пред 5-10 години. Нема според. Што е, Да. треба да го На нагласиме. друга страна, може да ви Преживувањето кажам е дека многу високо. на времето преживувањето, значи, на пациентите, независно дали е спасување, нели, зачување екстремитета или жртвување, било не повеќе од 40, нели, 30-40%. Денес имаме 60 повеќе проценти, 5 годишно преживување без локална болест и без оддалечена метастатска болест. Дури многу подобро. Интересно е дека пред години се сметаше дека зачуване екстремитети е многу не може секаде. Да ви кажам дека кај нас и во околината над 80% од пациентите се очекуваме да ги зачуваме, да ги спасиме екстремитетите со соодветна функција, да не зборуваме нели за другите. Така да Одиме напред. тоа се да. И тука може да спомнеме и новите работи што се случуваат нели во техника, технологија, во Тоа се хируршката. Нешто ново да овакво. ни кажете, Да. новите технологии. Па мислам дека тука имаме млада колешка само што се Да, вратила може. од светот. Да, може може да ни- тука 2-3 збора да ни да ни каже, каже, пошто веројатно е да. најсвежа, најнова така. и би било многу интересно да Да ни слушнеме. каже, да. Дел од работите што ќе ги споменам, сакам да ги нагласам дека се прават во поразвиените центри, зборуваме во побогатите држави, дека не се моментално златен стандард во Секаде, лекувањето на пациентите и дека се во експериментална фаза, што тоа значи дека ставот не е унифициран на светско ниво да се изведуваат, нели, во сите држави. Во глобала станува збор за пациент специфични инструменти. Значи тоа се инструменти кои што се направени конкретно за одреден пациент со одредена диагноза и пациент специфични импланти. Што тоа значи? Значи со напредокот во компјутерската технологија и самата 3D штампа, значи до сега да речам најупотребувани беа модуларните туморски протези. Повторно значи од тип на растечки протези за деца во раст, значи функции за Его системи високоактивни во ендопротезата, буквално ги склопувате тоа. Меѓутоа тоа не е Да, тоа. меѓутоа сега, значи со напредокот на 3D штампата веќе почнаа да се прават и 3D принтани протези. Предноста кој овој тип на протези е тоа што се точно направени во димензија соодветна на големината на дефектот што ќе остане по отстранувањето на туморот, а самите инструменти, дополнително и оперирањето под навигација, под компјутер, придонесува, значи, прво што е најбитно кога се отстранува туморот, повторно ќе нагласам да се отстрани во здраво. Тоа го возможуваат самите инструменти и самата навигација под компјутер. Следно што доаѓа наред е таа 3D испринтана протеза, која што ќе го пополни дефектот, па така ако порано да речам имаше жртвеничка хирургија од типот на хемипелвектомија или да се отстрани пола карлица, сега е возможна една многу пософистицирана техника на реконструкција. Значи воглавно напредокот од нашата област како ортопедска онкологија. Да, а она што би можела да го најавам како новитет што би го вовеле сега во наредниот период на клиниката за ортопедија е техника што се прави веќе од 2017 година на нашата клиника, на одделот за регенеративна медицина, со матични клетки, со спират, концентрирана спират на матични клетки од коскена срцевина, во третманот на одреден тип на коскени цисти. Тој оддел си има... Тоа се бенигни, нели? Да, бенигни тумори, значи да не мешаме матичните да. клетки, иако многу популаризирани, нели, не можат, има прашуваат, строга да, индикација може. каде треба да се каде применат. може, каде не може. Пионерна таа метода на нашата клиника, значи во Македонија се работат матични клетки од страна на доктор Вилијам Велковски на нашата клиника, така да планираме да ја прошириме таа индикација во соработка со нашиот оддел за мускулно-скелетна онкологија
И новините, да речем, покрај оваа биопсија на течност се и во тие целуларни терапии, меѓутоа повторно сметам дека најголем дел од новитетите и најголемите предизвици повторно ќе бидат кај колегите од Универзитетската клиника за онкологија. Заради тие напредоци, да речем, на генетско ниво и тие откритија. Персонализирана медицина. Да, така. Тоа што знаете, ние технички, технолошки имаме дефект кој што треба да го пополниме и постојат начин. На времето пред 20 години ќе направивме работнички цртеж за тоа што ни треба да се направи, ќе опратевме некаде и после 4 месеци ќе стигнеше направен и изработена протеза. Сега со ова 3D печатење се скратува на часови тоа или максимум денови во таму кај што го прават. Така да тоа е многу добра работа. Меѓутоа технолошката и поважно е многу пати биолошка. Замислете да имате организам кој што може со своите клетки да го извори туморот, од кој вие сте го извадиле, дури да не мора ни зрачење, ни хемотерапија, едноставно да речете, вие клетки сега ќе го убивате туморот и тоа е идеалната, тоа можеби ќе го доживеем да го видиме, некако е на технологијата и тоа би било интересно тоа да видиме. Мислам, има многу интересни работи затоа што науката кај нас можеби каска, меѓутоа во свет со гало поди напред и открива невидими работи. Поготово генетиката и молекуларната биологија имаме невиден напредок. Така. Имате ли некој специфичен случај? Нешто да ни кажете вака? Не би одел конспирација. Па еве, овие последните два случаи беа. За жал имаме ние нешто друго. Сега аз ќе морам да кажам. Во последниве година-две имаме пропуштени случаи. Значи нема да одиме на специфично, нема да се оди пак да бидеме самокритични. Да, и сега ќе направиме баш тука се да направи, може би треба повторно почнеме со некаква едукација или овако и на општото население и на популацијата. Значи се што боли навечер, како што кажа доктор Маја, се што е во мирување болка, се што е пораснато, личи на туморче, треба да се провери и матичниот лекар да рече одете на физикална терапија. Се направат основни испитувања, крвна слика, рентгенска слика, ехо. Знаете ли дека имаме пропуштени тумори на кои што се направени физикални терапии, комплетни процедури на физикална терапија, а тоа како да сте го ставиле туморот во инкубатор, да го создадете да се имаме неколку борди, тоа го гледам и сите се нервираме. Во последниот период 2 пати, 3 пати го коментирам дека мора да преземеме некако за тоа влијание и стварно има потреба. Дали е тоа пропуст во едукацијата или системот со тој брзо работење вам оптеретување со мои термини, тоа се случува сигурно, меѓутоа тоа мора да се најде начин и да се најде, да се види, тоа е голем проблем. Бидејќи јас не сакам да речем, меѓутоа едно мора да знаеме. Превенција за тумори, јас не знам дека постои. Се уште не постои превенција, значи нема вакцина, нема лек кој што ќе рече единствениот начин на правилното лекување е рано откривање на тумор кој што е мал, кој што не зафатил во околината, кој што може биде физички изваден, хируршки изваден и кој што понатаму може биде соодветно третиран. Ако имате масивни тумори кои што зафаќаат половина од коска или не знам, половина од карлица, невозможно е да постигнете било каков ефект. Не да го држите под контрола туморот, него воопште мислам едноставно тој човек е осуден на лош крај. И мислам дека мора сите да внимаваме дека нема превенција, има рано откривање и да се држиме до основото. Прво наједноставно, најмало, додиме па потоа да најскапите работи. Не може да направите вие магнет резонанца на обична обична тумефакција која што може биде оток заради боцкање во прстот. Меѓутоа, може да направите соодветни испитувања, да го пратите ехо и така и да го пратите на луѓе кои што да продолжат понатаму за да. А апел за сите колеги да внимаваат, тоа што пациентот треба биде и виден и прегледан, многу пати убаво сослушан и да им веруваат на нивните оплакувања, затоа што симптомите многу пати ви кажуваат. Пак е повторам, таа ноќна болка, спомнав ми, треба повторно повториме. Има многу типична ноќна болка која што ја знаете веднаш дијагнозата дека се работи за лоша дијагноза. Не знаеш дали е тумор, инфекција, туберкулоза, ноќната болка е посебно типична и за тоа треба да се внимава. Тоа е знак за узбун. Тоа да апелираме повеќе ќе треба и да се разговара со матичните лекари. Зашто не се преоптеретени. И вие, и сите медиуми треба да имаат буквално една, да речем, социјална одговорност за тоа што
Знаете ли кој сега отварам нов момент проблем? Колку е социјално-економскиот проблем кај семејствата што се со човек или пациент од малигно заболување. Значи тоа е нов момент кај што ја може да разговараме. Да. Тие пациенти не се соодветно, значи може да изгубат работа, по лекувањето може да не бидат функционални во својата работа. Професионално се хендикепирани, социјално се хендикепирани, значи примањата се мали, не само ни, целото семејство. И онда добивате некој треба да го носи пациентот на лекар. Добивате една комплекс на, како да кажам, сега многу чуден зборот. Значи на малигно семејство во наводници. Семејство со малигни пациенти. Тоа се чувствува во семејството, се чувствува во околината. Финансиски дел на сите и да не зборам за психолошкиот момент. Кај пациентот и кај мислам вие сигурно сте имате искуство. Многу повеќе имате од нас искуство, ние ги гледаме релативно кратко во сала, после сала, вие со месеци после тоа е не е лошо за тоа да зборуваме. Да, на некој начин исцрпувачко ние можеби не сме свесни за тој стрес и тој психички притисок во тек на лекувањево, но како да кажам, во одреден период веќе ги преживуваш моментите и на фамилијата и на пациентите, особено кога веќе се соочуваме со метастатска болест, па и со исцрпен медицински третман, тогаш е најтешко кога веќе нема што да дадеме. Они доаѓаат кај нас за некоја палијација, ние ги гледаме до крај, се соочуваме со некогаш со тажни приказни, особено со деца, нема како да не е добре. Секако. Знаете, ја мислам дека пропуштаме една работа што можеби во светот, ја гледам американските многу пати колеги коментираат тоа, меѓутоа го има и во светот и кај нас едно време. Невладините организации треба да превземат и исто тука малце повеќе активности, затоа што има здруженија, има еден период многу активни здруженија, во кои што се сретнуваат семејствата и пациентите кои што се зафатени со малигни заболувања, соработуваат, разговараат, споделуваат искуства, си помагаат едни на други и се усмеруваат во тоа е борба. Ние со пациентот сме буквално, тоа не е момент, тоа е процес, тоа е динамички, временски гледам проблем кој што трае со недели, со месеци, многу пати тажно завршува. Многу пати тажно завршува. Ние се преврзуваме, се преврзуваш, сега како доктори се преврзуваш како семејство. За нашава проблематика, зборам за пациенти со мускулно-скелетни тумори, нема групи за поддршка, во глобала станува збор нели за пациенти со различни типови на тумори и мислам дека во иднина можеби треба да се осврнеме повеќе на тој дел. За жал во нашата група на третман не зборуваме веќе повторно ќе се вратиме на коскените тумори, неафектирани се деца, адолесценти, активни млади луѓе. Така што во иднина може би требало да се поработи на формирање на некои групи за поддршка и преку кој што на некој начин би се овозможило и разговори, повеќе посветување во однос на... Знаете, секогаш полесно се пребројат такви, тоа се трагични приказки во друштво со луѓе што имаат слично искуство или во друштво со луѓе кои што сака да учествуваат. И што истото го преживеале. За секој е многу тешко. Често пати нас вие не знаете, не сте го преживеале, може да ни кажете. Од психолошки проблем до социјекономски проблеми. Тие луѓе меѓу себе се наоѓаат начин за помош, за соработка, за транспорт, за било што, за сите можни банални работи, дури ја видов тоа во например некои примери во други земји, и тоа во наши соседни земји, каде што и Црвен крст вклучен со некои невладини организации, па носат храна, носат на тоа, разговараат со, дури има психолог кој што од време на време волонтира и оди разговара. Тоа е мислам многу човечки, многу хумано и мислам еден период имавме ние неколку такви здруженија, некако не сум ги слушнал или јас сум можеби на страна, меѓутоа треба да ги измотивираме прво со една ваква мисија, а после тоа и веројатно со некои подруги иницијативи повторно се активираат, затоа што тоа е многу важно за пациентите. Многу важно. Многу информации се споделуваат и многу пати не се пропуштаат работи што би се пропуштиле ако сам седи дома и чека, нели, да му падне
од некаде Често информација. пати ги кажат симптом на некој, па друго Да, оди и го- одма на провоцира, дури ќе го ортопед, усмери како да оди, да, многу пати и тоа е многу важно, да не отидете на пластичен хирург, него да отидете на детски хирург или на ортопед и така натаму. Тоа е исто. Еве здруженијата карциноми на дојка функционираат безпрекорно. Да, Како три е има три посебно здруженија, активно. да, и особено се активни, 30, да. Сепак, нели, бројот Да. на пациенти со карцином на дојка е многу поголем за разлика од овие поретки карциноми, но како и да е, треба секоја локализација да се има здружение и да функционира така како што треба за поддршка на пациентите. Кога ги земеме како бројка, не знам дали кога доаѓаат на едно место, како кај нас на клиникава за ортопедски болести, може и само мој впечаток, но мислам дека во последните години, поготово пост-ковид пандемијата, бројката на пациенти е значително зголемена. Повеќе на мекоткивни во однос на коскени тумори, меѓутоа сепак како бројка е тука и е Тоа е интересно. присутна. Значи, Поготово сите ние- на големи и на пропуштени Тумори имаме, да. тумори. Меѓутоа, интересно е, еве, Теодора го спомна овој момент, приметувам и мислам дека вие приметува дека бројот на малигните мекоткивни тумори е во однос на други тумори како да се зголеми. Сега, ми имаме клинички податоци. Ние сме тие што работиме, може би луѓето дознале дека сега кај вие луѓе почнат да се прави, не ги праќаат сите случаи тука. Немаме соодветен туморски регистар функционален се уште кај нас. Така. Меѓутоа, ми се чини дека и во светот прво се зголема бројот на сите малигни заболувања затоа што старее населението во светот. Една од причините сметаат дека е тоа. Второ, начинот на живење, помалку активности, поинаква храна третирање и така натаму. Една од причините, а другата работа е дека нешто се менува и во веројатно и во генетика на туморите. Интересно е, повеќе мекоткивни тумори отколку порано што сме имале. Не можеме да го докажеме тоа со медицина базирано на докази, меѓутоа чувството кај сите нас е дека и тако има едно зголемување. Така да не само коскените, сите треба да карциноми имаме се во подем последниве години, тоа еве ние може да го кажеме бидејќи ги гледаме бројките од претходниве години да. и дека се бројките на пациентиве од лани година. Зголемува, да. Бројот е континуирано во пораст, за жал. Да, ама пак ќе кажам, не е значи дека може би е само ради тоа што се зголема број на тумори, него населението старе, се зголемаат ризиците од кои што нели ги поднесува во животот, имате влијание на различни туморски причинители, веројатно и тоа има. Не сме расчистили приказката, не сакам да дигаме паника. Така. Бројот кај нас е, меѓутоа тоа е клиничко, како да кажам, броење, искуството е да. не е Да, сосема базирано на вистината, тоа што да. ми се чини дека може би па нас, вие сте станале многу позната и се сите ги праќате така, седнаш вие добивате 10 пати повеќе пациенти, а реалноста може не е таква. Проблемот е дека на сите нас се чини дека ни се зголемени тоа, меѓутоа доказ за тоа се уште објективен немаме. Тоа е реалноста, а дека имаме потреба од добра едукација на населението и на колегите што први се сретнуваат со ова, ние проблем кој што го видовме во последно време и веројатно ќе се превземе во тој смер некаква поинаква иницијатива кај што ќе се одржуваат предавања и постојано. Така. Постојана едукација. Забораваме дека имаме обрт на генерации и дека точно. новите генерации не секогаш се соодветно судрени со истиот проблем. Тоа е вистина. Така. За крај уште некој совет да дадеме за тие што не следат. Па еве да апелираме до пациентите, значи секој буквално, да речам, ноќна болка што ќе ги разбуди од сон, значи типично во доцните ноќни часеви или доколку приметат израсток, некаква формација на било кој дел од телото, екстремитетите, значи да се јават кај својот матичен лекар на преглед и да го направат тој преглед, затоа што како што кажа професорот, не постои начин ние како да превенираме да се појави тумор или некако да го спречиме. Не е поентата ние да креираме некоја паника или параноја кај пациентите, меѓутоа со навремена диагностика, навремен третман, значи во референтна, соодветна установа за таа патологија, може да се погрижиме, значи и да се стави болеста под контрола и да се постигне некој ефект во лекувањето, како и нели во преживувањето. Буквално да не секој, уште еднаш тоа што го каже и докторката Маја, да не игнорира пристапот на пациентите е индивидуален.
дури и да имаат пациентите иста диагноза, стадиумот на болеста може да биде различен, кај секој пациент различно е напредната. Да не се осврнуваат на денеска на сите се ни е достапно, секакви небулози по медиумите и на интернет и во групите. Значи си постојат доктори што си се одговорни за таа област, референтни, пристапот е индивидуален за секој пациент, така да, значи сакам да ја стимулирам таа доверба во докторите, градење на квалитетен однос лекар-пациент, заради тоа што само со заедничка соработка и со доверба, значи може да, поготово и со таа тимска работа, која што јас сум многу среќна што не ја имаме, заради тоа што таа тимска работа, таа мотивираност, тој ентузијазам на сите, значи начело со еден човек кој што не водеше ни целиот тој процес, професорот Самарџиски, значи ние успеавме да дојдеме до ваков резултат и за земја како што е Македонија, да воведеме нешто ново што воопшто, колку и да звучи вака навидум едноставно, е доста комплексно. Значи успеавме да се споиме преку 40 луѓе, само заради таа соработка, силна мотивираност и енергија. И тоа не е само за овие два пациенти, значи заложбата, борбата е за секој еден пациент што дошол и на клиниката за ортопедски болести и на клиниката за онкологија и радиотерапија. Воопшто, значи, па и останатите институт за патологија, тука би искористила да ги спомнам клиниката за радиологија. Значи целиот тим на колеги со кои што ние не комуницираме и не работиме само за време на нашето работно време. Нашата работа честопати продолжува и во доцните часови по завршувањето на нашето работно време. 24 часа. Заради тоа што нашите пациенти не се само за еден ден толку ќе ги видиме, ќе ги оперираме, ќе ги пуштиме. И не завршувањата болка во првите 8 часа, него нивната битка и наша битка. Од почетокот и успехот е наш, заеднички на сите и на пациентите и наш и нели загубата. Теодора многу пати го спомнам и незиниот ментор, сега морам за тоа тимско работење да го спомнам професор Зафировски, кој што прв пат ја организира некаде 80-тите години, саркома конзилиум го вика, значи тој комисија или конзилиум за мускулоскелетни заболувања, кој што тогаш беа многу еминентни имења. Благодарение на него ние направивме контакти со професор Рајнер Коц во Виена и со Андреас Лајтнер од Граци. Едукацијата ние викаме, нели, како вика тоа, Виенска школа, Скопски смер. Така. Меѓутоа мора да се заблагодариме нашите учители, секогаш мора да ги спомнуваме. Така. И ја пак ќе кажам за крај. За туморите нема превенција. Значи немате начин да ги превенирате. Мора рано да ги откриете, да се направи соодветна диагностика рано, за да може правилно се лекуваат. И тоа да не остане поента. Како порака на средовата. Рековте совет. Мој совет е за онколошкиве пациенти да не го одложуваат и да не го одбиваат онколошкиот третман. Тоа е најстрашно. Многу често се залажуваат со некоја си алтернатива и за жал доаѓаат кај нас кога веќе конците се испуштени од раце. Така да тоа е мој совет. Значи медицина базирани докази, работиме, има ефекти. Не верувам да не се проба нели и друго, но да не се испушти тајмикот кој што дозволува да ја спроведиме така како што треба успешно. Добро, ви благодарам на присуството. А вие следете во следната епизода на подкастот Зрак со доктор Марина.